Благодарам, председателе. Со овој амандман се предлага да се обезбедат средства во висина од 120 милиони денари за изградба на канализационен систем за населените места Враништа, Драслајца и Радожда. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Го молам представникот на владата да се произнесе по амандманот. Благодарам, амандманот не се прифаќа. Благодарам. Отварам расправа. Пратеникот Мирча Аџиевски, повелете. Благодарам, председателе. И за овој амандман добро ќе беше да даде министерот образложение, но кога нема никакво образложение, само така се одбиваат амандманите без никакво образложение. Да слушниме зошто еден ваков амандман со кој што се бара да се изгради канализационен систем за населените места Враништа, Драслајца и Радожда, не се обезбедуваат средства. 7 години сте на власт, ветувавте дека ќе донесете водовод, канализација, ќе донесете патишта до секој двор. Што направивте во овие 7 години? Една голема нула. Истрошивте 30 милиарди евра, а луѓето се уште немаат основни услови за живот во кои што се и канализациони мрежи. Посебно за населеното место Радожда, кое што е село покрај Охридското езеро и дел од фекалиите завршуваат во Охридското езеро. А ние развиваме туризам. Како ќе развивате туризам, како ќе имате добра туристичка понуда, а немате соодветна ниту водоводна мрежа, ниту канализациона мрежа. Се градат објекти, таму се инвестира во хотели, во куќи, во викендици. Каде ќе одат тие фекалии? 7 години сте на власт. И сега тука ќе слушаме гол популизам, требало вака, требало така, имало толку средства, имало онолку средства. Нема средства. 7 години сте на власт, денар не одвоивте за струга. Ова е доказ и одбивањето на овие амандмани. Канализацијата во Враништа е почната до некаде. Дел е изградена, неколку метра се изградени, така се стопира и така стои таа затрупана. Драслајца, исто така. Овие се тие средини што и претходно ги објаснував на почитуваната колешка, кои што се заборавени од нивна страна како СДСМ дека постојат, бидејќи локалната власт секако ги има заборавено, барем централната да ги имаше во нивната агенда, односно во обезбедувањето на средства за подобрување на условите за живот. Но едно е добро што за 4 месеци од сега оваа неспособна власт од СДСМ и од ДУИ ќе замине и ќе дојде вистинска власт од ВМРО ДПМН која што ќе ги изгради овие основни услови, ќе ги подобри овие основни услови на луѓето кои што живеат во овие населени места. Не може едни населени места во Струга да имаат да имаат асфалт во нивните дворови, некој да нема ниту вода, ниту канализација. А зборуваме Европска Унија, устите ви се полни Европска Унија, европски вредности, како ние ќе влеземе во Европска Унија со без основни услови, екзистенционални услови на луѓето кои што живеат во овие населени места. Во Европска Унија со оценка единица 1,52 не се влегува. Со зборови за Европска Унија не се влегува со дела, се влегува со градење. Така ќе влеземе ние во Европска Унија. Ние со јами од кои што течат фекалии не може да влеземе во Европска Унија, а се крадат милиарди во оваа држава. Срамно е ова од страна на СДСМ, но ви кажав, за брзо ќе ви дојде денот на избори, каде што ќе ја добиете фактурата што долго време ја заслужувате. Ви благодарам.